Здраво живо поздрав од ресторан Аура Спа Куманово, препознатлива локација Кумановска бања, 241 емисија за Куманово. Најпрво да ви ги честитам новогодишни и божишни празници, да ви посакам многу здравје, среќа и успех, радост у свако семејство и да имате беричетно 2026 годину, а сезону го отвараме у 2026 годину со едно познато лице, просветни работник од Куманово, кој цел живот е работае и надам се дека емисија ќе биде интересантна и содржајна. На почеток да ги поздравиме наши два спонзора. Тој се туристичка организација Златибор. Сега на Златибор, знаете, има пуно снег, прекрасно место. Препорачувам да отидете, да одморите и да напуните батерije за тековни активности кои ви очекува во овој мандат, односно во овој период. И друг наш спонзор су чувени препарати на светскog фитотерапевта Милета Мануелович, кој лечи неверојатно успешно на сви видови на болест преку негови билки, мелеми и тинктуре. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Толку за вие наши спонзори, а пред свега здраво живот за нашега госта Слободан Митич. Ја кажа, цел живот просветни работник, успешен човек, иако имате 85 години, комшије сте ми од Старо Мало, горе Кудечик, и прво да ви посакам добре дојде во емисију и да ни кажете како се осеќате во 85 години. Јас сум према године добар, занимавам се постојано летно време, па и сега, со земјоделие, покрај просвета образование, имам и бавча, 5-6 декара, имам овоштарник, во главно ореви, јаболки, круши, произведувам за себе и за моје семејство, произведувам здрава храна, не употребувам хемикали, не прскам ништо, патлижани, пиперки, бами, зеленчук, значи кромид, лук, сите тие работи произведувам за себе, без употреба на вештачко ѓубре. Значи, интересантно, ви имате вашу домаќу храну и не прскате ништо. Да, и не употребую вештачко ѓубре. Што одгледуете? Патлиџани, пиперке? Патлиџани, пиперке, бамје, краставице, моркови, магданос, лук. Лук, кромид, да. А куде ви се наоѓа ташто башча? На Пчински пут, 5,5 километра од Куманово. Добро, тамо чисто ли е еколошки или? Чисто е, углавно дуо северни ветрови каде нас и све што има прашина тамо иде према Пчињу, така да мислам дека е доста здрава храна. У тек на емисију ми ќе збориме, ви се многу занимавате и ве, да кажу, на некој начин интересира тој здрав начин на искрено, што у данашно време почине да бива све поинтересантен и поприступачен до сви слоеви на граѓанство. Тој ќе ни кажете што значи човекот се здраво храни и кад води сметку за своје здравје, али на почеток уобичаено да ни кажете ви куде сте родени и која година? Јас сум роден 1940 годину у Бујановац. Татко ми бил жандар бивши. Он бил на работу и у Куманово, па бил преместен у Бујановац. Нормално и у тоа време имало од безбедносни причини. Бил преместен у Бујановац и тамо сам ја роден 40 година.
Еве, да покажемо слику, татко Тоа ти и се мајка ти, како се мои викале? родители. Татко ми е Александар, мајка ми Ѓорѓа. Добро. Што се они работале? Татко ти бие Татко ми е бил жандармер, жандар, бие мајка ми домаќинка. домаќин. Колку сте деца биле ви? Ми смо биле 10 деца. Јас сум од родители после први светски рат. У тој време Србија изгубила 1/3 од људство и сви млади људи, мушкарци, жените су се постари жене, зашто најголем дел од мушко население настрадале у први светски рат. И татко ми се женил на 17 години. Мајка ми е постара од njega 2 години. И она е родила 10 деца. 5 мушки, 5 девојчиња. Раѓала ги поред. Ти си најмал, тако ли? Јас сам 9-то дете. А по мене имал сум још едну сестру. Од тие 10, 3 мушки и 3 девојчиња смо одраснати од домени. Јас сум само жив сега, и други су починати. Иако си роден 40, кој месец си роден? Февруар, 20 февруар. Дали ти нешто останало у сеќање у главу други светски рат? Памтиш ли нешто или? Знам, сеќам се, јас сум бил 4 години валјда у Алгуњу, у село, таму сам пораснал, значи после 14 месеца ме пренели од Бојановац у Алгуњу и ми праќа су на деца нас у ливаду више куќе да гледамо дали иде у Бугари од куде село, од куде Алгуњу. Тој се сеќам. Ми смо наблюдували, гледале, значи, посматрале смо, кај ќе видимо Бугари да ги известимо људи постари да се крие нормално. А твој татко кажувае ли ти е некад нешто за рат, како е било, што е било? Он веројатно може да бие учесник у тие дешавања. Па не е бил учесник. Али кад доаѓале Бугари, он легал у кревет, као стар човек, болен бил. Не е бил у рат Не е бил рат. Да. Добро. Може да ни го пишеш како ти е било детство Бојановац? Тој време знаеме дека рат е било и голема сиромаштија и плюс што кажасте не е било уопште лако ваш татко да изведе и мајка толку деца на пут. Како е било детство Бојановац? Ја у Бојановац не се сеќам, пошто јас сам бил 13-14 месеца кога су ме пренели од Бојановац у Сејдинце, у Мало Сејдинце, што припада под село Алгуњу. Тако да сеќам се од таму, од Бојановац, некои топчиња гумени у тој време у село, овамо не су имали, а мои родители ми донели и играсмо се с тие топчиња гумени. Значи, ви сте отишле у село Алгуњу, тој куде доваѓа тачно? Куде? Тоа е кад се иде за Прохопчински, па од Орваницу доле Голиновац мала, кад се скрене за Татариновац, таму има мала Татариновац и Сејдина мала, 2 мале. У 91 годину се поставljаше прашање дали да останемо у Македонија или у Србија. Знам, Белчо беше тега пратеник и он скоро сигурен беше дека ми ќе идемо под Србија. Меѓутим, после село доле поднесева захтев да останемо под Македонија, тако и да ми смо само куќе у Сејдину Малу су територијално под Македонија, а земја, имот што имасмо, ја имам се гниву у Србија, дадена е у замену за шуму зема нашија овде. Ајде сато да ни кажеш како су успеале, како су ваши родители успеале да изведе толку деца на пут, jer 10 деца не е лако ни да ги прехраниш, ни да ги школуваш. Како е било тој време, тој период? Чувале су стоку, земју су обработувале. Јас сам едно лето као ученик, сеќам се у Прешово беше 8 оделение, чувал сам говеда
овце su čuvali, goveda, zemlju su работале, znači sami su proizvodili hranu i sa stoj su ne izdržavali. Bil je bedan život, toliko deca. Da. Spali smo na ragožu, na zemlju, dole postelja ragoža, od čukanicu napravi se ragoža i tu smo spali. Svi deca, stari, na krevet. A majka što je pravila najviše za jedenje? Što? Jer da se napravi za 10 duše treba mnogo hrana. Glavno, gra, kumpiri, to je bilo prehrana. Lep se mesi, za nekoliko dana u furnju se peče i tako da ima za 5-6 dana. Mešaše se rž i ječmen, surš, kako vika su toj, i da ima za poviše danovi, pošto poviše deca. Ви кажасте дека ваш татко бие жандар, у тоа време тоа е било тешка работа. Да. И па може да кажу, човек мора да биде предпазлив, знаеш, какво време е било тоа. И секад би се ти навратија назад од те период, татко ти веројатно е бие многу строг човек. Па, веројатно е било ali smo mi bili mirni, poslušni, slušali smo roditelji, tako da ne smo imali problem. Nikoj ne mogi da se suprostavili. Normalno, kako deca tražili smo, ali dali su ni toliko koliko što su imali. Ja do 4. odeljenje školu sam učil u Slavojevac, to je selo u Srbiju. I sad je u Srbiju i porano, pošto tamo nije bilo poblizu. Od 10 godine ja sam produžil u Prešovo i ja sam nosil lep, pogaču će mi omesi majka, će mi sprži kumpiri, nešto u tenđerče će ponesu i to mi je za celu nedelju. Tak se работeš i od ponedeljnik do subotu. U subotu popladne će idu u selu, u nedelju će se presobleču, će me izbanjav i u ponedeljnik sa bajlje pa pogača na ramu i zaprešao peški. Od svите tvoji braće i sestre, koliko su živi сега? Svi su počinati. Ja sam najmal i od živi. Samo vi ste živi? Da, samo ja sam živ. Braća mi mladi počinava. Najstar brat na 67 godine, pomlad brat na 59 godine, sestre mi negdje najstara na okolo 70 godine, srednja ovdje na miru majka 74, a najmala sestra 82 godine u Vranje. Ona beše tu u Slavojevac, pa otide u Vranje tamo i tamo počina na 82 godine. Dobro. Еве, ми имamo некои овдека фотографije од тоа време. Ево, овој ти кад си бија, ајде да кажемо, ево, у школа кад сте почнале. Прва фотографија, имали го, тај. Ево, Недоljна. ова е. Ово е кад сте училе У Прешово, за 8 оделение. нешто, да, 8 оделение. To mi je prva slika u životu što sam se slikao uopšte. Ovo su ti školski drugari? Školski drugari, da. Sećam se kad završimo malu maturu, tako imaše i mala matura se polagaše. Nastavnik po matematiku Rista Marković mi se obraćao u salu tamo gde je kino sala što je u Prešovu i vika, deco, vi ćete biti budući lekari, inženjeri, profesori. Za mene je to je bilo bajka da zamislim, a ne da ostvarum. Međutim, vreme provađa, završija 8. odeljenje i dovađam u Kumanovo 54. godinu, zapisuju se u gimnaziju. Prvi, tek beše 5. klas, se vikaše. Ovo su ti školski drugari? To su od Prešova. Verovatno ne gi se sećate na imenja? To su bile verovatno od Prešova svite? Da. Tu je od Prešova i od Preševskih sela. Imaš internat. U prve 2 godine bemo u internat. Međutim, posle se ukina internat i u privatne kuće
сам станувал. А тој ми е... Еве го овој. Кога сте дошли у Куманово 54 годину, татко ви по службено дужност се бие туј на работу, куде сте први пат живеале? Јас сум бил, татко ми е бил у село и он се запосли у Славојевац, имаше каменолом. Добро. И работеше таму у каменолом, а јас сам од Сејдинци ише преко Сушо, Четирце, Којнаре до Куманово пешки. 3 сата, 3,5 убаво Одење. У тој време, да, млад, 15 години, све сам тој ише пешки, так се и субот. Натаму и нааму 3 сата. Не, у еден правец 3 сата до 3,5. И нааму Околу 25. 7 сата. Да, али у суботу навечер иду у село, пресоблечу се, избањаме и у неделју навечер се враќам, пошто овде е далеко било Куманово, мора да сам собајле у понеделник у школу. Аха. Приватно сам... У свак случај не е било воопште лако. Да, приватно сам седел позади прва пошта што е било у Куманово, Карабаджакова мала, имаше роѓаци едни мои од Алгуњу тамо. Стојадин Христовски уметник беше поликовно, кој негови родители, они су со татками роѓаци нешто, татко им бил старејко и тој седе 2 години. Па после 2 години седе у Средорек, куде на Пачема, што е јагода, куде њоњу га деду и бабу на Средорек. Томовска јагода и Пачем. Да, Пачем. Ево кој сега, оваа слика е од гимназију. Да. Можеш да ни кажеш кои се вдека, слободно си ги земи научаре? Тој су професори Петар Трајановски не беше класен и Кирил Младенов предаваше ни српски. Овој лево е другата Бранкица, па за нјом е Звонко Тодороvić, Ѓуро Бауер, Станко од Четирце, Бранко Неделјковиќ од Карабишене, Ристиќ Драган, овде беше од Куманово, изнад професора Треновского сам ја, па Илиќ Стојан од Буштрање, куде прешao. Имаш ли контакт с некој? Михајло Настасиевиќ, овој, Василија Поповиќ од Тромеѓу, и Василија на крај, Бранка исто тој. Овој е Релја Душан од Бедиње, Стојановиќ Момчило од Табановци на Рисима и Радован треба да биде тој. Радован изгледа, не ми е јасна слика тој. Имаш ли контакт с некој од овие? Па, поголем дел од нив су починати. Овој сега не. Бранко Неделјковиќ ми е беа школски другари, бесмо дуго време. Он продаде куќа овде куде пазар имаше куќа, отиде у Београд и за 2 години тамо почина овој. Синови су му у Србију, помалиот е у Београд геодетски инженер, а постариот е у Бојановац у Бању. Там работи. Горан тамо е доктор овој. А кои су ти биле тегаве, да направиме еден времеплов да се вратиме назад, кои су ти биле професори у гимназију, други да ги спомнеш? Па Мирјана Дулиќ, после Петар Трајановски професор си отиде у Скопје. Мирјана Дулиќ беше жена на некое војно лице, она не предаваше физику. Она ту останали после да живи или не одсели се? Не, пресели се. Марија Риловиќ биологија ни предаваше, многу добра професорка, она направеше план на таблу и ми го сватимо лекцију на час овај. Она се одаде за војно лице, отиде у Загреб после. Марија Дамјановска ми предаваше српски у четврти клас на гимназију. Она се одаде за Хирчу Младенов, Кирил Младенов и отиде у Скопје. Извини да те прашам, Професор Георгиев по историја што беше негова супруга, он ни предаваше историја, а негова супруга Даница Георгиевска географија ни предаваше овај.
А те предаваните, те Боргов, како се вика, имаше еден професор по француски или познат, они го збори стално у емисију за Куманово, овие. Добро, не е битно. Никола Дудевски, он ми предаваше француски, а после отиде у Велес, оттамо се жени, жена беше од Велес и отиде тамо, а по руски имаше една жена, не се А сеќам. кој ти предаваја физичко? Физичко Аврамовски, Свето Аврам. Свето Аврам. Дојде Свето на час, прв час имамо и он ни се обраќа, јас сум Свето Аврамовски на македонски. А некој од моја генерација вика, професоре, ми смо српска паралелка. А он вика, како што ви кажав, јас се викам Свето Аврамовски. Добро. Али добар човек беше. Добар човек и многу голем спортски радник е спортски, бил. да, ја со Стево Ланг е туја исто, ја и Стево Ланг вежба смо у спортску салу туја на справен, разбојна, вратило, и ја кога отиде како учител у Длабочицу. Интересно, после завршување на гимназију, ја отиде на учителски курс у Скопје. Так беше криза за учители у планински села Кумановски горе, општина Старо Нагоричино. И моја генерација, углавном, ја, Бранко Неделјковиќ, Љубе Тодороvić од Никулјане, Наско Душановски од Шупљи камен, Стојан Јовановиќ Чукче од Старо Нагоричино, Парч Михајло од Табановце, сви отидемо у Скопје на учителски курс. Интересантно, ја беше сам од Куманово у паралелку, кој беа чисто македонци, углавно од Прилеп и Македонски Брод. И ја не сам слушал наставу на македонски уопште. Ја језик сам го научил на радио, на телевизија и од ним тие 3 месеца, 3,5 месеца, колко траеше курс научил сам го језик. И отиде од Длабочицу учител. И тој беше 13. октомбар 58 годину. На 30. октомбар доаѓа ми Трајче педагог, беше просветни инспектор. Бил у Рамно и на 31. јануар ми доаѓа, 31. октомбар, пардон, за 18 дена, значи за 2-3 неделји, доаѓа ми у Длабочицу, ја држу 3 час, сеќам се, тој е било 10,5 сат, 3 час, и у трето оделение за компас. И гледам пред школу бел конј и Трајко на инспектор на белога коња, Живко служител од Рамно, он бил куде Стајич Благоја, учителја, и доаѓа куде мене у посету. А јас се спремам 3 час да завршу и омладинци ме чекал горе од Крстенско мало у Длабочицу да идемо на собор на 1. август, на 1. октомбар, пардон, новембар, Свети Отац у Прокопчински голем собор. Тамо све што има просветни радници од Врањски крај, од Кумановски вде, сви се најдемо тамо и тоа е било први. А кажи му, Длабочицу, кога си почнаа да работиш, веројатно си ише с автобус или с твој кола, не знам. Не, пешки. Јас сам ил пешки од Куманово, од Сединци, Алгуња, Коинце, Жеглјане, Коќино, Арбанашко, Цветишница, Длабочица. Колку е било далечина тој? Па тоа е околу 30 километра. 5-6 сата пешки у еден правац. Месеч, јас сам тамо спал, имаше кревет и тамо сам спал. Месечно сам доаѓал у Старо Нагорично, обично се одржува со синдикални конференции, од постари учители некој ќе држи предавање и ќе земемо плату и так ќе дојде у Куманово. Месечно пут овај. Сеќам се, доаѓам путу
Народну банку, ја доаѓам, взимам го плато и донасам го у банку да штеду. А Верица Бабановска беше моја школска, слушавме француски и руски заедно, пошто у нашу паралелку има смо кои су слушали до осмо деление француски, а од Табановце па руски училе. И после се Извини, комбинира. Верица Бабановска, чива супруга е била она? Не се одаде Верица Бабановска, не. умре млада, не се одавала, а брат му е више мене горе на моја улицу. Значи, стварно, овој се кад кажуете колку е било напорно, колку е било тешко да се иде на работу 5 сата во дење, некад и повише. Од Куманово и повише. Од Куманово и повише, да. 6. И нека се заломи, еве зимуска да кажемо, ишле сте и поголем снег, кад сте ишле на работу. Да. И не е било едноставно, летоска, не су биле вручини како сега, али па е било тешко да се иде пешке. Месечно еден пут, тоа е, нема... А десило ли ви се нека да некоја ситуација да има пуно снег, па е 20 отишле до работа? Било и како не, али имало е луѓе на село, па у Орбанашко имаше местна канцеларија и обично тој доаѓаше и пошта и имаше луѓе у село, така јас сам имал 33 ученика у Длабочицу, кад сам бил учител. Меѓутим сега нема, школа е планинарски дом, нема деца, луѓе се одселива. Длабочица беше на колку? На околу 1000 метра е висина била? Да, 1000 метра горе преслап, 1000 метра, а школа беше удол доле. И буке зиму спуцав, јас пию и слушам ги куде пуцав буке од мраз. Проаѓав од Врањски села, тамо имаше грнчари, качари со коњи, тој проаѓав покрај школу и огласува се: "Учо, спиеш ли?" А ја спiju, слушам ги, проаѓав и иде у Радибуш, имаше пазар. Тоа е валјда било у суботу и иде су тамо на пазар. Тој ми останало усеќање таму. А колку имало снег да ни кажеш? Вика, во тоа време имало некад метар, метар и пол снег, много. Снегови, ја се сеќам, тък не е имало, кад дојде у Младо Рушно, 63 годину, 64-ту, тај зима, тъга имало најголем снег. За Старо, од булдожер проаѓаше и ми иде смо у Старо Горишно по потребу на зубарење. Имало е више од пола метар. Метар снег е имало на веишта. Ја не се сеќам у планину да е имало таков снег, као тој годину 63-ту, 64-ту, што е било у зиму снег. Кад дојде, ја заврши 3-ту годину факултет и бемо у Италију. Ја и овој колега, тој го имам, Сандо Ангеловски, дадемо испити у јули и отидемо у Италију на екскурзiju. Дојдемо после преко лето, отидемо у феријално одмаралиште на Преспанско езеро. Во Тешево да не е било? Не. У Преспанско езеро? На Преспанско езеро, на Преспо. Отидемо тамо, ја беше на акцију. Прву годину кад заврши учителство у Длабочицу, отиде на акцију с Кумановско радно бригаду Кирофетак. 2 месеца беше на акцију у Јовановац, тоа е куде Парачин на аутопут. Так копа смо се... Еве го радна акција. Парачин. Да, Јовановац, тоа е тамо Парачин. И имаше еден рид, углавно тој работе смо на ископ. Имаше тие бугарски каруце с коњи, гитеров, тој негде собирало око пола кубик. Ми копамо и товаримо. Све се е рушно работило. 2 години. После тој 61-у, кад отиде, 2 години беше у Длабочицу, па отиде у Скопје на факултет. И тој сам бил со Скопску студентску бригаду 61-у у Врање на радну акцију.
Еве и tu имате некои радни акции. Тоа се радни акции, имам 2 ударнички значки. Да, тоа имаше ударничка значка и пофолнице, тако се давало. Да, и пофолнице. Овој су Еве, овој су ви драги спомени. Тој су ударнички значки што сам ги добил и с Кумановску бригаду Кирофетак и с студентску бригаду Мирче Ацев. У Врање бемо. И бемо прогласени за најбољу бригаду на целу трасу на аутопут за 63 У Врање, значи ви сте година. работали аутопут у Врање, на радну акцiju. Што сте работали у Врање? Углавно работе смо на усеци и иде смо на у Грделишку клисуру. Да. У Грделишку клисуру ми е треќа акција. Снимаше се филм преко Бројна. Таму беа Љубиша Самарџиќ, Милена Дравиќ, Борис Дворник, од Загреб, Снежана Михајловиќ, и ми бемо статисти, едно 30 на душе од студентску бригаду останамо тамо и тој ни се признава како акција, али тамо не е имало ударнички значки. А овие две што смо биле радне, стварно, значи имам 2... Еве да се вратимо на ваши први почетоци на работу. Овој, да не кажете куде е овој? Младено Горичино, ова е колективот Младено Горичино, тој сам ја, Дафинка предаваше француски, овај учителка беше, Шуте директор беше, Марија и овај колешка учителка беше Марија, Петар Чавдаревиќ, по физичко Живко, Владо Рангелов, биологија и хемија предаваше, горе Шода. Живко, воли Спасовски, Живко, по физичко. Не, Живко, друг Спасовски од Умидол, а овај Живко од Куманово беше, и жена му беше учителка, Борче Шода, он возеше у тој време мотор, и интересантан беше с мотори, идеше И после идете на студија у Скопје? Да, 61 годину, 58, 59, 59, 60. 60 годину ти дојдоа у Скопје. Како ги предеште студентски денови? Како се ви биле? Па, ја имаше стипендију земја од околију, имаше стипендију, а дал смо и од Старо Новогорично да студирам историја и географија на ВПШ. Меѓутоа, ја земја од овде од околију, родна Менкова беше одговорна за образование у околију и ја земја тој стипендију за географија и 3 години редовно, викам, ви беше до 63 кад Фатизи ме трес. 4 годину ја практично полуредовно, полуванредно, да кажу, заврши го, затоа што прв семестар зимски немаш, студентски домови беа паднати, факултет беше оштетен. Така да зимски семестар беше у ствари обнова на студентски домови. После јас од февруар зема и со студентите, колега што ми е тој Ангеловски Сандо, имаше еден негов братучет Ангеловски Драган и još еден физику студираше Митре. Четворица бемо цимери у 4 година. Ја идеше од Младено, ја се запосли, пошто немаше испити, запосли се од Младено Горичино да предавам географија. Данче, моја супруга, предаваше историја. Тој се уствари запознамо и од тој бидна љубов. Од тој бидна брак. Така да, по завршување ја дипломира на 8 октомбар заедно со редовни студенти, али сваку суботу, неделју јас сам бил у Скопје с колега таму заедно разменуи материјал, скрипти и тој спремал сам се, така да практично у октомбар дипломираа и требаше да иду или у Кратово или у Паланку. Меѓутим, Мето беше одговорен за образование. Градоначалник.
градоначалник, што беше у Куманово. И ја му викам таква работа, ја се ожени и сватиме човек остана у младо годишно. Па тој работи још едно, уствари отиде у војску после, 65 година. Ево од војску слика. Па по војску, у Задар беше у школу резервни официри, па после од Бања Луку, дојде у Бања Луку, 6 месеца беше резервиста у Бања Луку, и по враќање, па још 2 години работи у Младо Горишно. Тако да имам работено, значи 2 години од Лобочицу у основну школу, 3 години у Младо Горишно, у Осмолетку, на Света Петку, тој го имам и школу, негде. И после тој 67 година на 1 октомбар, 1 септембар уствари, дојде у Кочо Рацин. И од 1 октомбар, значи 67 година, јас сум у Куманово, у Кочо Рацин пуни 35 години. Во тој време имаше тестирање од Скопје, не се знаеше кои предмети ќе бидат тестирани. Ја беше почетник у Кочо Рацин туја. И дојдева да тестирав географiju. На ниво на Кумановска општина, ја имаше прво место по географiju на тестирање. И после би на по географија професор. Да, јас си беше веќе дипломиран професор по географија. И Ali imala konkurencija imala, da. Ili nije imala konkurencija u to vreme? Pa ne, mene беше konkurent nastavnik u Koča Racin kad dojde ali kolektiv me izbra mene i ja dojde kako profesor tu je. Negde se... Izvini, a kuda je bila prvi put škola Koča Racin kad si poštena da работиш? Škola Koča Racin беше zajedno sa gimnazijom. Sa gimnazijom, tako je. Besmo u smenu sa gimnazijom, pa posle se selimo u tehničku školu gore, kuda je internat što je profesor Mijalković, pa od toj posle 84. godinu dojdemo ovde u novo naselje, nova škola. Сега me interesira ta škola što je u Trgovski. Kada je počela da se gradi ona? 80 ili 81? Ona se gradеше sa samodoprinos, negde okolo 80, 81 je bilo, tako da mi 84. se preselimo. Mislu дека je 84. Pa do 92. godinu. 92. godinu ja se penzioniram sa puni 40 godine staž i 62 godine starost otide u penziju. A 76. godinu... Misliš 40. 2002. se penzioniraš? 2002. sa 40. A 76. godinu na naš fakultet u Skopje otvori se postdiplomski studij, zajednički gradežen fakultet, ekonomski i mi geografi. I koji imaše uspeh od 8 nagore, možеше da se zapiše. I ja se zapisao, u stvari beše druga generacija na fakultet. I 83. magistrirao geografske osnovi na prostorno planiranje. I dovađam vraćam se u Kumanovo, idu kude Jančo. Jančo beše predsjednik na izvršen sovjet. Sa Drageta Solu. Dragi Solo je brat od tetku na moju suprugu Danče. Idemo kod Janču i on mi kaže, mi nemamo pojma, što je to, mi nemamo takvo mesto planirano ovde po sistematizaciju. Da bideš direktor u neku školu, da bidu direktor. Ama da bideš direktor mora da je komitet da te aminuje, u toj vreme partija beše na vlast, direktor. I tije načalnice što beja za obrazovanje. A za moju sreću, pa njinje žene rabote su sa smene u kolektiv, tako je da ne sam baš bilo u dobri odnosi, zato što ako ide načalnik, treba i žena mu da ide, a ja beše protiv. Ja vikam će ide kolega Pavlović, on raboti sam, žena mu, ali umre mlad čovjek, će ide u Ohrid, tek si ideš u Ohrid, za 24. maj.
Ми ако сакамо да идемо, ќе си платимо и ќе идемо. И тако да јас сум на некој начин бил заверен со тие. Да. И бира се директор у нашу школу, наставник, ја магистар, чекам у другу школу, у техничку, така, не, у Перунаков, или 11. октомври. Тамо беше обеќање од Чушкар, не ме прима, секретар беше помлад дечко еден, он ме примаше. Абе, тамо, да не га делите колектив, повлечи се ти, тамо ќе бидеш добро. Заврши се работа све тој и после бирав други људи. Мене ме праќал да иду, абе знаеш, началници тие што беа за просвет, имаме сега у Табановце, не го бива работа. Смени се тај началник за основно образование, за образование, доаѓа друг. Абе знаеш, сега имаме у Старо Новорично. И ја доаѓам, значи ја можда бил само у српски осмолетки директор. И тој да се врати у село, а јас сам дошел од село пред толку години. Така да јас се заблагодару на светој, па американци вика, ако сакаш да си успешен, треба да почнеш најмалку 3 бизниса. Ја покрај образование веќе имаше купено, 79 година купи на Пчијски пут, Више Билјановце, едно парче Земја. Земју, 2-3 декара, 3-4, па испаднаа 6,5 декара и тамо си веќе да сади виноград, овоштарник. И Данче ми вика, бе, оди, имаш си куде да се занимаш. Оди на имање, свиркај си тамо и работи си. Ја го послушам њума, оставу, ај, зема од ментора моега, имам ga овде, Митко Панов, зема и дисертацију, припреми материјал. Кога требаше да почна да го писува дисертацију, ја се повлече. Не би сакал да умру како доктор науке, ако тој ми е вишак него што ми треба. За основна школу не ми требаше повише. Само ово ме интересира. 84 година кога се пуштала таа школа, он е и ден денеска според мене една од најбави кочораци во Куманово. Тај настан на пуштање бие веројатно свечен и мало е пуно званице. Ти памтиш ги тие моменти како е било тој кога се пуштала школа? Па нормално нова школа беше интересно и за нас, пошто беме кираџije, селе сме од гимназију, техничку школу, па овде е треќа школа, било е свечено сигурно. И она е и ден денеска убава школа. Да, убава школа и реновирана е постојано. Драгиша прилично направи. Те кој бие прв директор во 84-та? Пачков беше. Трајко Пачков беше, меѓутим он побегна кад се бира директор, друг директор да се бира, отиде у печатницу. И избрамо го Цветковиќа. Цветковиќ беше секретар у заедница за образование. Меѓутим, он не прифати, остана секретар у заедницу. Уствари да деа му за секретара после, не дојде, па го избрамо попа Ацо Атанасовски Александар. Он беше, па кад дојде кад се освои с 60 години да се иде у пензију, он отиде у пензију, па дојде Миле на негово место, колега мој пријател, работиле смо заедно, тако да не сме имали ништо лошо, njega ga избра колектив, ја се повлече и тако е. Ево кад си био млади дани, овој ми е од матуру, кад сум завршил у Куманово 8 клас. Да. И овој ми е упаднал у очи, овој ваше прво ауто, Ами 8. Тој ми е прво ауто, Ами 8, у живот сам возил 2 аута, 25 години Ами 8 и сега имам Peugeot 106, исто француско, 31 годину го чувам, без проблеми. И возиш ga, нема проблем. Да, возу ga још 31 годину. Али овој беше авион, нема влази у кривини, како у авион да се... Ами 8 имаше многу убава амортизација. Ево, овој се слика од твои ученици кои си ги учија. Да, тој се мои ученици, класен
Tu je Biljana na Mirka i Radu Šemče. Ovo je na metu Petrovskoga ćerka. Ona je sad u Skopje. Tamo živi ona. Književnost završi i doktorira i tamo je u Skopje. Ovие други по лик ги знам, али имена. Ово е битно да ни кажеш, еве, толку години сте биле просветни радник и сега ден денес кога искочите некаде у град, да прошетате, видиве некои луѓе, твои ученици препознаеве, придеви, колку би тој на вас значи? Пуно, имам луѓе што ме поштуе, мене ми се догоди пред 20 дана, пред да иду у бању, јас сега беше у Ѓевѓели у бању, мој ученик Маријан, водоинсталатор е, сретнуеме у центар куде е гарнизон и загрли ме и ме целива. Целива, професоре, мене ми просто незгодно беше Како професор, да. Како професор. Имам пуно ученици кои ме сретнуе, јас сам ги веќе заборавил, они пораснав, али они ми се јавljaju и у гарнизон иду често тамо каде деца, тамо се сретнуемо и јавljaju ми се деца. Тоа е најголема сатисфакција за вашу работа. Најболje, да. И оно што е интересантно да И голем број тие ученици се сега веќе пензионери. Да, многу време е прошло. Да, пуно време. Јас сам 23 години сам пензионер. Сам е од септембар 24 година. Да, так се останувало 62 години у пензија, ви што Да, 62 години. Не, так беше 64 и так беше за мужи или 40 години стаж. Ја остана с 40 години и можеше да работи још, меѓутоа требаше да дојде колега од интернат, Круме, кој беше професор по географија, он остана вишак тамо и јас се повлече, отиде у пензија, он дојде на моје место. Сега во кој предмет географија у тоа време и јас сам учие, било доста интересантно, атлас дадете или на карту на цел свет и те прашуе кој е главен град, на пример. Ученик мора да ги знае веќина од главни градови у тоа време на европски, на светски држави. Да. Али географија и ден денеска остана некако еден од најинтересантни предмети за изучување. Ја како ученик, за жал, у 7 клас се идеше на екскурзiju по Југославија. Тоа е што ме ви прашувате, дали сте го осетили? Јас сам го осетил. Татко ми беше болен на операција од брух. Кад се идеше на екскурзiju, ја не сам имал прилику да иду с мои ученици, што су били другари. И тоа ми беше една прилична особина, да кажу, да иду да студирам географија. Јас сакаше многу да путувам и путувал сам до душе. Mi smo sa moju suprugu bile 60 godina u brak. Od tije 60 godine mi smo najmalko 55 puta bili na odmor. Bilo kude nas ili u drugi zemlje. 10 godina smo bili u Grčku, 5 u Stavros, 5 u Pantelemon. 2 godine smo bili u Rusiju, Kijev, Moskva, Leningrad. Natamo delimično s autobus preko Kišinjev, Moldavija za Kijev, Moskva, Petrograd ili poranšen Leningrad. Tamo, imam tu i nekoje slike, tamo imali smo priliku da idemo u 11 sat u Petersburg. Največer restoran Satko se vikаше. I tamo sam prvi put i ja i moji drugari, što bemo od Kumanovo, Peškirski Đorđe, što beše profesor u školu u Kojnare, on organiziraše preko Putnik. I to je bilo 87. godinu. Idemo, znači, u relaciju.
а 88 бемо поезд по Днепру, се викаше, у Украину, од Киев до Одесу. Од Одесу бемо на Крим. Тамо е одржана Јалска конференција, Рузвелт, Сталин и Черчил. 4 до 11 февруар 1945 година, каде е договарано за будуќност на свет, уствари. Така е да... Многу сте путували, многу сте биле активни. Едну годину, 86-то смо биле у Шпанија, у Барселону, шпанска села. Јас сам таму бил у шпанско село, Љорет дел Мар, беше позната плажа у Барселону. Таму смо били едну неделју. Натаму путуе смо од Скопје до Герону с авион, а од туда се враќа смо автобус преко Француску, Италију, Словенију и Хрватску. Ево да го покажемо вашу супругу, кој за жал е почината. Тоа е супруга Данче. Она што е работала? Она е била наставник по географија и историју у Толи Зордумис. Од младо ме учила да иде у Толи Зордумис. Можеш да ја кажеш, професоре, некој настан како просветни радник у ваш дугогодишен раден стаж, некој случај кој не може да го забравите, дали е добра, дали е лоша? Па, било е, ја неам лоши успомени у школу. Мислим дека били смо сложен колектив, не е имало проблеми. Јас сам бил и у тие организации и на Сојуз на комунисти, и у синдикат, и у младонаучникот беше, и у Општински синдикален совет, али сам се увек као единка, јас сам се отказувал интерес на колектив. Сеќам се, деле су се плацеви у тој време на познати људи, например Ацо Ивановски, доктор Драгица работеше с мене, па земаа плац, па дивна натачета жена, они земаа плац, првија куќе. Ја имаше стан двособан и горе куде Чик и Киро куде Чик горе. И дава свој јездокот беше преседник, дава со се раднички станови, по 2 собена спрат, лепени куќе. И ја доби плац на Тоде Думба, кој е сек што живел, стара куќа. И конкурирав људи, а ја беше председник на комисију за стамбени кредити што делес. Јас сам се 2 пати отказувал да не може да максимум беше у тој време 1.200.000, у тој време беа паре. Зима со тие колега, значи, што почињав куќе, а ја после неколку години доаѓаше на ред и зимал сам нешто околу 200.000 валјда у тој време. Тако да куќу сам го правил 14 години сам. У живот сам правил 2 куќе. Тој и Данчина куќа што е стара доле на Денко Драганов. И викендицу горе. Работал сам заедно с мајстори. Ово е моја супруга Даница. Овој кај сте се Кад смо се земали млади, да. Викам и јас, многу сам работил, доста смо и штедили и све што смо постигнали во живот, постигнали смо лично со свој труд. Тако и да деца се имал нешто свое. Еве ги твои 2 деца. Овој прилику да ги поздравимо Сашо и Срđена. Срđена, да. Срđен е постар. Он студираше технологија, дојде до 4-ту годину. Сашо граđevinски факултет, дојде до 3-ту годину. Меѓутим, почнаваме да се распадамо 91 годину. А ја за среќу беме уплатили 2 дуќанчиња у гарнизон од по 10 и 15 квадрата. Ама деца го разберав работу и уплатимо 23.000 евра, 30%. Требаше околу 70.000 беше укупна вредност, 70.000 марки. Да. Меѓутим, ја имаше заробени девизи, заробива ги, распадамо се.
дојде Анте Марковиќ пред распад, Бог да му душу прости, покојен е сега, Марко го девалвира од 120 динара на 600 динара. Отидуе ја у банку, ја беше у Матејче управник у детско одмаралиште. И Данче ме вика, доаѓа и ќе се пушта. А ја прату на телевизија све што се догаѓа. Ќе се пушта паре. Доаѓам ја у банку, зимам маркет, дозволива за да се уплати у дуќан или стан кој уплаќа. И со тие пари ја ги уплаќам дуќанчиња. И ако не беше тие, ако не беше Анте Марковиќ да го девалвира Марко, ќе пропаднеше и тој можда, кој знае дали ќе ми врате со пари, ќе останеше без ништо. Така да деца го осетива работу, дуќани би на 94 годину, работа нема, све се затвараше и они се разочарават на факултет. Ќе отварамо кафиќ, Срđan беше постар, еден пут, други пут, трети пут, кога ми каза кафиќ, отварајте деца. Со среќу е, да. И ден денеска многу успешно работи. Па ми сме најстари у град. Да, да. Мои родители, ја што имам родители, и сега ме сретнува и професори, вика, ми ги, наши деца праќаме у ваш кафиќ. Они ме знаат. Ја не мога да бидно директор у школу, али бидна директор на моју фирму, на кафиќ. Ја беше 10 години. Носеше ташно. Јас сам бил у чувствен, да не претерам, можда седома сум патио да купу коњак, вињак, тој немаше у дел Македонија. Јас сам ише таму и у торбу. Како трговачки путник. Како трговачки путник да донесу кафиќ. Еве да не ги забравимо твои колеги од колектив што си работае. Кои се овие луѓе на сликова? Ово е Борче, што беше директор у Клечовце, покојен се. Ја, ово е Сашо на Таску, професорку по биологија, син беше директор у Браќа Миладинов, или у Крстем и Сирко. А ово е Драган Карафиловски на Перу Карафиловиќа, учителја. Еве, ово се веројатно исти луѓе. Наставник, уствари, по математику беше Петар. Ово се исти луѓе или? Да, тој е исто, тој е на Молико, Пелистер, смо сликани. Ево, дека су повише слободно си ги земи научаре. Ово е Миле, професор по хемију, Сашо па по математику. Ово е Ѓоше по музичко. Доле е Столе Лече од Младоурична. Он беше директор таму од Младоурична, кој нас допунуваше географија. Борче па, Драган математичар, Драган друг математичар, Среќко Челик и ја овде на крај. Тој е Драгиша изгледа, што се врти назад тој. Туј има тие што су на викендицу каде мене. Да, тој кога се останае у пензију. Кога останаа у пензију, испоштувале на викендицу дојдеа другари да ми честита пензију и тој се направиле сте убаво забава. Тој да. Да, па тој пак останува како успомена. Да, тој ми е најдобро успомена. Миле по хемију, па добар дел од тие луѓе, многу едеше слано. Друже смо се каде мене на викендицу, Челик и Среќко и Ѓоше беа главни организатори. Да, Ѓоше музичар. Да, музичар. Ѓоше, Челик беше по скару и по мезелък, обично мезелък ќе направи смо. И горе каде мене на викендицу, тамо се состануе смо, тој се, и тамо беше тој честитање за пензију. Ја частеше. Еве, ово се твои драги ученици. Да, тој су мои ученици. Нова генерација су прошли. Пуно су прошли. Јас сам бил у Кочарацин 35 години, све време, кога дојде у 6-то оделение, земага оделение на Веру Пауновиќ, она беше отиде на боловање, а ја го зема њоње оделение и постоја сам бил, имам 35 генерација, значи, што сам бил класан од 5 до 8 оделение. И оно што е најбитно да кажеме дека во тоа време кога сте предавале до распад на Југославија, имало е ред, поштовање у школу, знао се е хиерархија. Да.
кај ќе каже учител или професор, Да, тоа е, нема, било е поштовање. нема мрдање, што вика Кумановци. Да ви кажу искрено, пред крај, пред да иду у пензiju, односно, па се срасмо 91, ја 2002, ali тие последни години практично беше распад на образование, ја може да кажу. Затоа што наш систем, што е било југословенски, и мало е стандард, и наши ученици. Јас сам имал ученик, Драги Грне, адвокат, што беше, негово дете заврши кај нас, постариот син, отиде у Америку, он беше тамо прв ученик овој, наш ученик од овде. Тако да смо имали јаки генерации, јаки ученици, стварно знање, ali je imalo i polaganje, sa 2 slabe ocenke se išlo na popravni ispit, a sa 3 i poveće se povtaraše. Sad nema povtaranje, sve ide napred. Sad su svi dobri učenici. Sad deca znaju samo telefoni i kompjuteri. To je osnovno, to je obrazovanje, to je dobro, ali u školu, ne znam, uspehe, praktično i sistema... Devalviran je sistem. Da. Ja diskutiraše pred kraj, dojde partijski, da ga spomnu, Gace direktor. I ja diskutiram дека не е добро образование што се догаѓа. Он стана да ме критикуе, не знам, ја не сам бил... Не сте као, се да каже, компетентен. Да, надлежа за тоа да добро, нема. Али општо е земено, сега и родители, сви го констатирав тоа, дека критериуми нема. Ми немамо тој стандард што смо го имали у време на бивша Југославија и у Македонија. Еве ќе прашам, ви како искусен педагог, 40 години сте работале, како може да се дозволи толку демократија, толку слобода, на некој начин да го тотално подцени и учителя и професора во смисол да може да доваѓа на часови неуреден со смејџушки, со репови на главу. Нема критериум. Нема критериум. Ако го скажеш, дојде родител, па он тебе те нападне, па ти викне правобранителя, па ти викне овога, па ти викне онога, и фактички на учителя и на професора му ги врже две руки да не може да преземе никакви мерки. Да. Што по мене не е уредо. Не, тачно не е било, меѓутим, порано имало разбирање со родители, смо имале соработка. А сега родители ги оправдуваат своји деца и тражи пошто пото оцена да биде одличен. Не е битно дали има знање или не, да има петке. Тоа е. Па чак има и случаи, извини што ја прекина, и претив или на овој или на оној начин, ако не му ставиш на дете повисок оценка, ќе видиш ти или така да тој треба да се укорен менја наше образование. Интересно е, мора да се презема нешто иначе во кој не иде. Сега да ви кажу као пензионер, више сам оддалечен и од образование, али још увек друга дејност моја, тоа е земјоделие, значи производство на храна, здрава храна и здрав живот. Написи. Зашто здравје улази на уста. Што едете, такво здравје ќе... Ево дека еден цитат кој е многу актуелен и уште увек актуелен, што го препоручuje свите, една јабука дневно за здравје. Тоа го сви знаеме. Дали го применуваме, тоа е питање. Да, една јабука на дан, лекар из ваше куќе ван, јас се извинјавам што овие на српски... Да, слободно може да зборите. Значи, една јабука дневно. После тој јабуко оцет, јабуко сирче. Да. Ќе го најдемо. Јабуково сирче е елексир за здравје. Да, елексир за здравје. Добро, не е битно. Слободно си зборите. Јабуково сирче е чисташ организам. Да, али јабуково сирче произведено
ја ga праву само од јабуке, без воду, без шикер. Али има многу работа. Тоа е процес кој трае по 4-5 месеца, ако сакате. А луѓе производе јабуково сирче и сече само јабуке, сипе воду и шикер, тури у буре на слонце и производи јабуково сирче. И ово што е многу битно, професоре, вода треба се пие многу. Вода као лек. Има различите верзии. Ја имам повише статија туја. Да. Медицина препоручuje 1,5 литра дневно. Меѓутим, ја пиеше, односно порано, пола литар сабајле јабуков оцет, мед и лимон. Тој ми беше основ и плюс прополис капки, 15 капки, три пута на ден овај. Тоа е за здравје основно, па после тој доаѓа. Има овде ви ги избркасте статија. Имам за лук као лук е фантастичен. Да, за холестерол и за снижување на крвен притисок. Имам една од професор Миодраг Остојич, не знам, избркасте. Еве, ви имате еден лист, дали ја покажемо. Ово е, ви го напишасте спекало, ама да ни го раскажете, ово е интересантна работа. Ово е формула европска за здраво срце и здрав живот. Добро. А она, вика, почнува од 0, 3, 5, 140, 5, 3, доаѓа па до 0. Што значи да ги објаснете? разјаснимо овие појмови. У средину е 140. Веројатно ќе лекари знаев. Јас се извинјавам што се мешам у нjiņu дејност, али тоа е горни притисак. Може да ви биде, најдобро е да не биде повисок од 140. Прва нула од лево страна, без дуванског дима, нема пушење. Друга тројка, 3 километра дневно или пола сат. Одење. Одење, да. Ја беше сега у бању и лани беше у Ѓевѓели, у Негорци, имам проблеми со кичму и ја ga тој практикуваше на игралиште, таму има. Обавезно пола сат, 30-35 минута. А петица е 5 оброка дневно. Меѓутим, оброк може да биде и јабука, воќни доручак, што е викано. А ја обично практикувам јабуку или јајце, исто така. Варено јајце може да биде еден оброк. 140 казамо највисок притисок. Сега идемо назад. Прва петица, тоа е укупна количина на холестерол. Не може да не биде повисоко од 5. Тројка е лош холестерол. Значи, да не биде повисоко од 3. И последња нула е без гојазности и без шеќер. Значи, да немате шикер и да немате поголему тежину. Сега за тежину има една формула, вика, ако сте високи, да речемо 170 сантиметра, а тешки сте 55 кила. Висина 1,7 метра се диза на квадрат, па се укупна тежина подели с тај колишник, тоа е негде 2,89, значи нешто помалку од 3, и спада негде околу 18. 18, јас сум испод 18, идеалну тежину. Ја имам 178 и 55 кила тежину. Тоа е испод идеално практично. Испод идеално. Тежина, значи, не треба да биде колишник од 18 до 25 е нормално. Ако е преко 25, тоа е веќе гојазност, а 45 веќе супер гојазност. И тој се телесна маса, казамо, значи како се
тежина како се одредува. Сега постои и телесна масноќа од укупно тежину. Мушкарац може да има највише 15% маснотие, а жена до 22%. Ако е поголема масноќа, тој се веќе работи Да ме прашам, за која во овој здраво храну, дали испада добра домаќа ракија, вино, пинуете ли ви? Ја не пию у живот, ја не знам да сум се напил. Не да сум се опил, него ни да сум се напил у живот. Али, док беше млад, пиеше. Кад работе смо горе, ја, жена, балдаза, отидемо, работимо, испиемо, али по едну чашку, малу чашку. Ракија. И сега, ракија е корисно, али домашна, не тај отровница. И чаша вино, и медицина препоручува. Јас сум предавал на деца. Алкохол, ракија е лек, а вино е храна. Али ако правилно се консумира, ако се злоупотреби, значи од тој нема... Еве сега овдека ви донесесте од Дневен лист Слободен ден од 2021 годину и пишува овдека наслов кој всушност се Јосип Бростито да ни објасните у кратки црти у интерес на време. Еве овдека што е сака со овој да каже? Слободен печат од 22 јули 21 година преноси стварно стање. Кој е бил Тито? Тито не е Јосип Броз. Јосип Фридрих Броз, роден у Кумровец, е човек кој е загинал 1915 годину у Галицију. Али има две Галиcije. Има у Поljsku Галиција, северно од Карпати. Поljska, делимишно Украина и Русија, зафаќа површина од 79.500 километри квадратни. Тоа е нешто као Србија данашња. И таму е загинал на 1915 година на Великден. Тој го преноси, има адвокат, овој човек кој го напишал. Написал. А документи има, Тито имал акт ташно, кој го носил увек затворено, с клjuč, под клjuč. Кад умира Тито, отварал го акт ташно и тамо го наодев списак сви официри, подофицири и војници што су загинале у Галицију 1915 година, меѓу кои е и име на војника Јосип Фридрих Броз. Значи, тој е тај Броз што е загинал. А овој Тито е личност испратена од Коминтерну у Југославију да дигне устанак. Иако он е живеал у Београд. Меѓутоа, морам да ви кажу дека он е допринел за Македонија, за Хрватско и Словенија можда, меѓутоа за Србија е најмалку допринел. Чак е допринел за растурање на Србија. Он га е на Енвер Хоџу 45 годину после завршување рат. Он га е обеќал Косово на Енвер Хоџу. Постоја писани документи кои сеќ се открио. После Србија 74 година е поделена на 4 парчиња. Србија, Автономни покрајне, Косово, да. Тако да е практично со тој устав од 57 година Србија е распарчана. Ниједан члан од српско руководство не е смеал да се супростави на Тито. Прво што се супроставил бил е Слободан Пенезиќ Крсун. Знаемо како е завршил. Моја генерација знае. И Ранковиќ исто. Он е завршил на пут негде Шумадија, Топола тамо. Завршиле на канадско Тополу. Залепува се и он и шофер и тамо гине. Он е бил председник на извршен совет на Србија.
Друг после, дали се е супроставили или не Ранковиć. Меđutim, Ранковиć ни крив ни дужан. Ранковиć е осуден, за жал. Прв дискутант беше нашиот Лазар Кулишевски, а други сите. Ја читам мемуари на Ранковиća и Славка, жена му, она е Словенка, каде описуе догаѓај на Брионски пленум. Он седи сам у средину а сви други напред. И он се осудуе за дело кое не е доказано. Дека ga шпионирал Тито, меѓутим после комисија... Само да ga трнев, да. Само да ga трне Ранковиća. Да, меѓутим, со трнување на Ранковиća започнува и распад на Југославија. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i um postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica. Ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Сега Макој, мора да ga финиширamo овој професоре разговор. Најубави моменти, најдраги моменти нормално е деца ги чуваш. Да. Кад дојде моментот да се оженив, да се одадев, еве га твој Саше, овдека на слику, с негову супругу. Тој смо ја и сваќа на нате мајка, овде е Данче, Вера. Сега овдека, ова е твое богатство, унуци. Да. Колку унуци имаш? Два. Два унука, Како се вика они? Срđan и Сашо. Не, унуци како се вика? Пардон, синови Срđan и Сашо. Христијан е постар унук. Он на 1. новембар, јас се извинјавам што ќе се повторам, што ќе се понавljam. Некои мои колеги го знаат. Дипломира на 1. новембар лани, у редовен рок, прво од негову генерацију, оцена 10. Ја мислам, беше висок до плафон горе. Не сум се радувал на свој успех, како успех на мојега унука. Што е за дипломирање? Финки, факултет за информатика и компјутерско инженерство. Работи ли сега негде? И пред да дипломира, он работи у америчку фирму тамо. Конкурира меѓу 200 кандидати, од кои он не дипломиран, избирал 20, меѓу кои и он упада. И сега работи 3 дена од дома, а 2 дена иде у Скопје. За америчку фирму работи? За америчку фирму работи. Браво. А малиот... Тој убаво кад чуе за успешни деца наши приказни. Јас се повише радувам на негов успех него на свој. Кад сум и ја тако и треба, да.
и дипломирал. А помалиот? А помалиот е редован на факултет за туризам и угостителство, на мој факултет, Браво. на географски, на Гази Баб. Значи да ги поздравиме од твои внуци и Сашата и супругу и да посакамо овакви успешни деца да имаме во наш град. Ја ви се захвалувам од срце што бесте гости. На крај ви посакувам добро здравје, да сте живи и здрави и продолжите да правите здраву храну, jer без здраву храну и здрав начин на живот нема просперитет. Јас сум благодарен на телевизију Куманово и први вести што ги слушам у ток на ден ја пуштам, знаемо дека е потребно најмногу и за деца и за нас одрасли важи 2 сата највише, ја 2 до 3 сата дозволувам 1 сат плюс да се гледа. Ја почињам у 5:30 с вести на телевизија. У 6, пардон, да. вести на Куманово, али пред тоа има што даа емисија за догодило се на данашни дан, нели што ги презимав од Србија, српска телевизија. Али 6 вести, први вести тоа сум и Куманово. После тоа ги гледам и Скопје, 24 вести, гледам и Београд. Ако сакате да сте правилно информирани, наши луѓи, ја имам луѓи, моја генерација, и видни луѓи, лекари, с кои сам се сукобил по некои мислења, мора да имате најмалку 2 извора. Не само ја читам Слободен печат и гледам и телевизија Скопје, али читам и вечерни новости, порано политику, меѓутоа овој Срđan Керим кад ги зема тие вестници, сви па ги уништи, како се они почна да излази 24 Слободен печат. Меѓутоа и Слободен печат го направија повеќе културен печат, суботно и неделно издање, отколку нешто. Многу малку има новинари како што беа Бранко Геровски и Бранко Герасимовски. Тие беа новинари без перис на језик. Таму они шиба су се отворено. Мислим дека нема такви новинари. Сак су новинари повеќе можда да се угодив на партиски, отколку... Фала ви што бесте уште пуде гости и посакувам ви све најбоље. На вас и на телевизија Куманово. Толку за денеска поздрав од ресторана Аура Спа и све најбоље. Фала.